Почитувани, Коќо Анџушев не е само бизнисмен, туку истовремено е и бизнисмен и втор човек во владата на Република Македонија. Не е проблем ако Коќо Анџушев одлучи да го продава скапото Масерати кој го проценил на 60.000 евра. Проблем станува ако истото го продаде за 6 милиони евра. Тогаш јавноста со право би била загрижена што се крие зад мотивот и кои се интересите некој да го плати неговиот автомобил 10 пати повеќе над реалната цена. Дали парите кои би биле исплатени за Масератито би биле компензација за нешто друго и на тој начин би биле исплатени услугите кои би ги направил вице-премиерот. Затоа, сериозна е темата со продажбата на неговата компанија на грчкото електростопанство. Анџушев е должен да ја одговори на јавноста колкава е реалната вредност на неговата фирма, а колкава е вредноста за која преговара со грчкото електростопанство. Дали евентуалната разлика од реалната и продажната вредност е некаков надомест за туркање на известни интереси на грчките купувачи во момент кога преговорите околу проблемот кој што ги има соседна Грција со нашето име се во деликатна фаза. Доколку се погледне во анкетниот лист на господинот Анџушев, ќе видиме дека тој неговата фирма ја проценил на 21 милион евра. Дали е ова цената за која што ќе се продаде неговата фирма или се преговара за некоја повисока цена? Коќо Анџушев треба на јавноста да ја даде конкретни одговори, а не да се крие зад партиските соопштенија на СДСМ. Анџушев не е обичен бизнисмен кој што може да работи што сака без тоа да биде транспарентно. Анџушев е исклучително влијателен во владата како десна рака на Зоран Заев. Токму затоа граѓаните мошно и внимателно ги следат неговите изјави. Загрижува фактот што набргу по изјавата на Анџушев дека за него е прифатливо и Горна, и Северна, и Нова Македонија. Како решение за името, неговата фирма стана предмет на интерес на грчкото електростопанство. Информација која што беше потврдена и од неговата фирма. Анџушев треба да престане да се крие зад партиските памфлети на СДСМ и час поскоро да ја даде информација на јавноста. Граѓаните се вознемирени што ваквата продажба на фирмата на Анџушев доаѓа во период кога Зоран Заев е убеден дека ќе дојде до решавање на спорот за името со Грција, а лично Анџушев од позицијата на вице-премиер лицитира со имење на државата. Државата и националните интереси не смеат да бидат предмет на трговија на еден или друг политички субјект. Граѓаните заслужуваат транспарентна постапка во која ќе бидат навремено и целосно информирани за ова прашање од витално значење за Република Македонија. Ви благодарам.